По повеќе од година дена ќе се вратат ли сите ученици во училишните клупи и ќе се воведуваат ли нови построги рестриктивни мерки за да се застане на патот на четвртиот коронабран, кој што во рекордно краток период резултираше со голем број новозаразени и ги наполни болниците со ковид пациенти. Пред владата е Катерина Капковска. Кате, има ли веќе одлука околу стартот на учебната година? Добар ден, Борче. Токму така се уште трае владината седница на која што се дискутира за повеќе теми кои што се поврзани со короната од аспект на образовниот, но и од другите сектори. Дали ќе седнат учениците од 1 септември во училишните клупи, се уште официјална потврда нема. Министрите се уште дебатираат околу тоа, меѓутоа денеска министерката за образование Мила Царовска ги објасни протоколите и мерките како би стартувало, како би се спроведувал наставниот процес, кои би биле исклучоците. Па овде предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме на таа тема. Ке се вратат ли од 1 септември учениците во училишните клупи, владата ќе одлучува денеска. Министерката за образование Мила Царовска објаснува дека наставата ќе се одвива според досегашните протоколи, а доколку некој од децата се заболи со COVID-19, епидемиолошка служба ќе одлучува дали целото одделение ќе оди во изолација. Царовска истакна дека сепак ќе има исклучоци. Лани се работеше од 1 до 3 во сите училишта и сите регионални училишта, помали подрачни училишта, сите тие беа отворени со протоколи и немавме инциденти на интерно ширење на вирусот. Секако има исклучоци за оние деца кои што се со хронични болести или имаат во семејството некој кој што се одредена хронична болест, ќе може да добијат одредено ослободување и да може да следат настава. Секако децата кои што во момент ќе одат во изолација, исто така ќе им биде овозможено да следат онлайн настава. Децата главно радосни што повторно ќе седнат во училишните клупи, покажува истражувањето на Мегеши во кој учениците дале низа критики за онлайн наставата. Многу малку работи им биле интересни, а не научиле многу. 5% од учениците биле целосно исклучени од можноста да бидат вклучени во далечинското учење, значи немале пристап до компјутер, што е загрижувачки. 68% од младите рекле дека се чувствуваат помалку поврзани со нивните другарчиња и тешко можат да остварат пријателства и при тоа предизвикува изолација и осаменост. И не само тоа, туку 65% од децата исто така кажува дека им недостига училиштето, нормално не само како образовна компонента, а и воспитна, туку и таму е можност да воспостават пријателство. И што исто така загрижува дека на децата им недостасува поголема слобода. Сепак МОН е подготвено за 3 сценарија и тие ќе се менуваат во зависност од епидемиолошката состојба. Околу 60% од образовниот кадар е вакциниран. Царовска е задоволна, но очекува зголемен процент во наредниот период. Кате беше најавено дека на седницата ќе се дискутира и околу состојбата со епидемијата од коронавирусот и евентуално нови построги мерки. Така, Борче, она кое што неофицијално до сега го дознаваме е дека околу оние нови мерки рестриктивни кои што би се вовеле, кои што и беа најавени, барањето за ПСР тест или вакцинален сертификат и за влез и излез од државата како на туристи, така и на нашите граѓани. Неофицијално тоа е веќе изгласано на владината седница и ќе се спроведува од 1 септември, додека сите оние други мерки за кафулињата на станите ќе останат исти. Сепак, како што напоменав, ова е неофицијална одлука. Оно што официјално знаеме дека вчера стартуваа сите оние рестрикции за кафулињата за сите настани на отворено, додека настаните на затворено се забранети, а инспекциите од вчера веќе масовно излегоа на терен да ги проверуваат дали навистина се почитуваат протоколите, па целосната слика за тоа колку се почитуваат протоколите, но и каква е ситуацијата со епидемијата, со заразените и со хоспитализациите низ државата, целосната слика за тоа ја има колешката Сања Трајковска-Ставров, па овде предлагам да го погледнеме незиниот прилог. Младоженци и гости вратени дома сакале да прават свадба во скопски ресторан внатре. Ги спречиле инспектори. По контролата на над 400 ресторани и кафулиња, еден скопски угостителски објект завршил и со клуч на врата поради непочитување на мерките и протоколите. Директорката на инспекторатот Анита Симеска-Димовска за Канал 5 вели дека само во текот на вчерашниот ден проблеми имало во 13 кафејани. По дел од објектите, инспекторите влегувале и со полиција.
Составени се 13 записници за извршени инспекцијски надзори. Во еден гостителски објект е спречено да се организира свадба, кој што работи на затворено, а во еден угостителски објект е затворен заради непочитување на мерките и протоколите. Во неколку градови инспекцијските надзори се вршеа заедно со припадници на МВР. Во текот на вчерашниот ден констатирано е дека намалено е присуството на гостите во гостителскиот објект. Додека ридари пред терасите не ги примаат невакцинираните на кафе, а властите за неимунизираните планираат и воведување на ПСР тестови на граница. Болниците во дел од градовите се полнат со пациенти. Бројот на хоспитализирани на ниво на држава сега изнесува 540, а покритична е состојбата во Тетово и во Гостивар. Со 14 нови приеми во Тетовската болница, сега таму бројот на пациенти изнесува 104, речиси сите тешко болни. За жал, 4 веќе ја загубиле битката со вирусот. Секој ден имаме зголемување на бројот на пациенти. Во моментот имаме 104 хоспитализирани пациенти, додека дневно што доаѓаат за еднодневна потреба или консултации 224. Што се однесува до смртни случаеви 4 смртни, значи на 78, 76, 62 и 59 години. Што се однесува до здравствена состојба на пациентите, 90 пациенти ни се на кислородна поддршка. Поради пополнитоста на оваа, болницата во Лешок и онаа во Гостивар, вратите за ковид пациенти ги реотвараат Скопската модуларна болница кај инфективна, Институтот за ТБЦ и одделите во градската општа болница 8 септември. Според Министерството за здравство, здравствениот систем се менеджира согласно потребите, па медицинските тимови се подготвени за ротации, доколку е потребно да се зголемат капацитетите на центрите за лекување пациенти со ковид. Борчевладината седница се уште е во тек. За сите нови одлуки, евентуално нови рестрикции, ќе ги информираме нашите гледачи во следните информативни изданија. Така е, ти благодарам. Катерина Капковска беше тоа во живо пред владата околу владината седница, на која, како што кажа, се очекуваат конечни одлуки за стартот на учебната година и ред други рестриктивни мерки.